Вашата приказна започна, како што читам, во 2016 година. Што ви инспирираше да го донирате првиот компјутер? Првиот компјутер, не знам да ти кажам право, мислам е тоа што имав доста слободно време. И имав доста компјутери кои што нели наши клиенти при застарување на нивната опрема ја оставаа кај нас. Сосем случајно тогаш дојде една самохрана мајка на 3 дечиња која што побара компјутер од нас. Го средив и тоа беше првиот компјутер што лично го однесов до локација. И кога, не знам, влегов кај нив дома, гледаш 3 мали дечиња што се радуваат буквално на нечи отпад, но функционален или компјутер. Едноставно тоа беше како, не знам, иницијална каписла нешто дека може нешто да се прави со тие застарени компјутери. Ние често се среќаваме со вакви приказни, ама ретко кој навистина се покажува на дело. Кои се некои првични предизвици што ги имавте кога го започнавте овој проект? Така, значи, Донир компјутер не беше ни предвидено да порасне толкова колку што е денес. Не можам да кажам дека сум се соочил со предизвици затоа што на некој начин ја не планирав да го работам ова. Но ако зборуваме баш за предизвици може да ги кажеме дека беше нели транспортот на донациите. Предизвик е исто да привлечеш голема публика. Ја направив фан страната на Донир компјутер, кај што нели сите луѓе кои што имаат нешто да донираат може да се пријават и ние тоа да го донесеме како Кавадарци. Трет предизвик ни беше како да го донесеме тоа до Кавадарци, затоа што немавме ни автомобил, ни комбе, ни кола. За почеток користев автомобил на брат ми, го искрши буквално. И после тоа направивме кампања преку страната на eCrowd, каде што нели граѓани донира пари за иницијативата Донира компјутер и купивме еден половен автомобил кој што си окрстивме Донка. И Донка ни е сега главен двигател, со неа презимаме, носиме донации и така. Тие се некои мали предизвици што не ги сметам за предизвици. Колку компјутери имате донирано до сега? Да, значи самата страна на Facebook што ни е направена Донирај компјутер, си има доста податоци кои што нели ни служат да знаеме кај сме дале, што сме дале, кај треба да дадеме. До денес имаме донирано 3503 компјутери. И се надеваме дека до крајот на годината ќе допреме до бројка од 4000, затоа што имаме доста компании кои што ни поддржуваат и донираат нивната опрема кај нас. Со кого соработувате најмногу? Дали е тоа донација од граѓани, донација од компании, од фирми? Значи донациите кај нас воглавно идат од граѓани. Значи исто така со Нептун имаме соработка. Сите салони на Нептун служат како доставни хабови, пунктови на Донир компјутер. Секој што има опрема поломно што не му треба веќе, може едноставно да ја достави во било кој салон на Нептун, било каде во државата. Нептун еднаш неделно ги собира тие компјутери и ги доставува до Кавадарци, до нашата работилница. Исто имаме соработка со милион компании, значи постоиме веќе 9 години и веќе искрено да кажам, нема компанија која што не донирала во Донир компјутер. Едноставно знаат дека тие компјутери што ги донираат, знаат дека ќе завршат на вистинско место. Што се однесува до податоци, тие, значи самата страна си води ЕСАП, да не кажам. Секој што се пријавил се е запишан и си стои на некој место и си чека на ред. Значи не поминуваме, да речеме сега ти си ми братчет, па да морам тебе да ти дам прво компјутер, него едноставно одиме по принципот кој кога се пријавил, тогаш си добива компјутер. Како се финансира проектот со оглед на тоа дека функционира волонтерски? Тоа е најинтересниот дел од Донир компјутер, никој не финансира. Значи немаме некои финансии кои што ни се нели стални. Имаме оставена наша сметка на нашата веб страна donirajcomputer.mk, кај што нели секој граѓанин според своите можности може да донира средства. И отприлика тоа се финансиите. Имаме добиено 2 пати помош од надвор. Значи тоа е една фондација од Америка кај што работи еден нашинец. Им кажувал кои сме, што работиме и како работиме. Едноставно ни додели околу $8,500 неповратен грант. И тие пари нормално ги користиме за потреби на здруженијето и за купување на делови нормално резерви. Второто спонзорство, да не кажам, ни дојде од германски Телеком. Имаше некоја као наградна игра или да поставиш свој проект и на ниво на Европа испаднавме прво место. Тоа беше награда од некои €35,000, кај што ги искористивме, нели тие средства беа наменски, беа искористени за средување на канцеларијата во Кавадарци, пошто таа беше буквално руина. Сега е направено како што треба, значи работилница со маси, со бироа, со добри зидови, со електрика сменета и нормално
Во неа се ставени сите награди и благодарници што сме ги добили до сега и мислам дека ќе треба да правиме нов зид пошто ни фали место. Од денешна гледна точка, во моментов да кажеме, што најмногу би ви значало да добиете додатно? Дали е тоа нов простор, нови донации од компјутери, финансиски средства? Така, значи, нема нешто што посебно не значи. Нас најмногу ни значи да добиваме компјутери и да имаме работа. Значи, тоа што го работиме, како што знаеш, нели, Донира компјутер е таква организација да донира полни компјутери на социјално загрозени семејства и во последно време, последните 2 години, имаме донирано на училишта. Имаме опремено околу 85 училишта низ цела држава. Тоа што би ни значило е луѓето да ги споделуваат тие статуси што ги пишуваме на социјалните мрежи, тоа се повици за донации. Фирмите да станат уште повише општествено одговорни, значи цела таа опрема наместо да заврши некој отпад, може да ја достават до кај нас, ние ги средуваме. На крајот цел круг си го затвараме со предавање на таа иста опрема што не се користи или што не може да се поправи, ја предаваме на компанија која што се занимава со третирање на електронски отпад и на тој начин го затвараме цел круг. Што правите во вашето слободно време? Поправам компјутери. Да, најчесто. Слободно време, си оставам, јас имам заречено да не кажам дека после 4-5 часот веќе не одговарам ни на пораки што однесува да донира компјутер. И обично тоа се сведува на гледање филмови или слушање музика. Тоа ми е као омилена дисциплина, да не кажам, после работа, се опуштам и така. Да кажеме дека има млади што сакаат на некој начин да помогнат, да донираат, да започнат нешто свое, кој е вашиот совет до нив? Ако ме прашувате за тоа дали како би почнал нивни проект, значи има многу работи кои што не се средени во Македонија. Например, немање компјутери беше една. И тоа го видов уште на почеток, нели кога почна кризата со коронавирусот. Едноставно знаев дека со овие активности колку толку малку ќе помогнат. Значи секој што сака да помогне, битно е да си најде некоја цел. И да гази кон таа цел без разлика дали некој верува или не верува во него. Тоа верувањето ќе си дојде отпосле кога нели луѓето ќе сфатат дека тоа што го работиш е за општо добро. Какви се плановите за иднината на овој проект? Донира компјутер не можам да кажам дека има иднина или дека нема иднина. Донира компјутер започна сосема случајно, ќе трае до тогаш додека има потреба од него и најверојатно тогаш и Боро ќе го снеме од социјални мрежи и ќе престане да постои. Али мислам дека ние сме таква држава да никогаш нема да средиме се како што треба да биде средено. И се надевам дека со ова што го правиме барем малце помагаме на државата пред се и на семејството. А докога ќе постои воопшто не е битно. Се надевам дека нема да постои многу време и дека тие работи што треба да бидат средени ќе бидат средени без потреба на овакви иницијативи како нашата. Јас денес се пријавувам како волонтер да видиме малце позади сцените на Донирај компјутер, ама не дојдов и со празни раце. Имаме 2 компјутери што би сакале да ги донираме. Nice. Се надам дека тоа ќе помогне и ќе оди на некој што навистина му треба. Како и секогаш, нашите донации, значи секогаш одат на вистински места. Не кажавме и тоа, не спомнав дека кога се пријавува некое семејство, должно е да достави било каков доказ дека деца нели потекнуваат од социјално загрижено семејство. Така да сите компјутери, 99% од нашите компјутери, јас се надевам дека отишле на вистинско место. Нормално секогаш има место и за малверзации, но тоа се толку мали да на 3503 компјутери, ако еден отишол на грешка место, тоа е, крив сум. Да почнеме со работа. Објаснете ни малце повеќе околу тоа што правите кога ќе добиете ваков компјутер. Значи прво кога иде компјутер тука нормално се чисто од прашина малце. Втора работа е нели дијагноза, што му е, како му е, што треба да се смени, што не треба да се смени. Има компјутери кои што нели доаѓаат во сосема исправна состојба, дури некои ги има и сами си ги преинсталираат, така да може директно да ги дава. Тие што се као со квар некој мал, ние сме толку и наедчи, да не кажам, да по 100 пати може да пробаме компјутер да го поправиме, да смениме еден дел, друг дел, трет дел, четврти дел, додека него доведеме некоја работна состојба, средување и давање на компјутерите на семејството кај што треба да ги даде. Тоа што моментално го чепкаш е уствари хард дискот, таму стоат сите податоци, и оперативен систем. Боле да не го фатам. Ништо нема каде, ништо не можеш да му направиш. Добро. Објаснете ми ова што е. Значи тоа ти е кулер,
тој стои за да го лади процесорот што се наоѓа на матичната плоча, нормално така. Имаш RAM меморија, тоа е цела матична плоча, значи на неа се вклучуваат сите делови од компјутерот, ствари тоа е цел компјутер. Аха. Толку. Значи, тука се сите информации, ама ова е цел компјутер. Да. Ствари се што гледаме е еден комплетен компјутер заедно со куќишто, нели, кој што мора да постои за да може да стават сите тие делови унатре. Јас не би можела да се замислам да работам нешто вакво, бидејќи мислам дека треба многу прецизност. Дали сум точна во мислењето? Па не баш. Мислам точно е, да, ова е прецизна работа, али има деца што буквално не знаеле ни што е ова, исто како е, например, ти што не знаеш што е процесор, што е хард диск. И после кратко време, нормално нели колку ти интересира, станале буквално експерти во таа работа. Значи не треба многу за да се научи да се среди еден компјутер. Секој дел што е расипан си дава посебен звук. Значи кога поправаш компјутер треба да пазиш на звуци и на такви работи, едноставно да знаеш отприлика кај да тргнеш со поправање. Колку долго трае преправањето на еден компјутер? Па тоа зависи, нели, ако дојде у добра состојба, може и 5 минути. Обично за да средиме еден компјутер комплетно со диагноза, мислам дека не треба повише од 1 час, мада и тоа е предолго. Ние имаме случаи кога сме си правеле сами на себе си рушиме рекорди. Тоа е, како да кажам, рутина која што после некое време ти станува као добар дојде, као добар ден што си викаш, така и поправа на компјутер. Не ни мислиш на тоа, едноставно си навикнат на таа работа, средуваш и Супер, дали може да ни покажете нешто малце во акција, пример што треба во овој компјутер да се смени? Па овој компјутер мислам дека е готов, треба само да се додаде хард дискот унатре и да се инсталира оперативен систем. И би за околу половина час би бил готов. Многу зборови кажавте што не ги знам. Добро. Може да дојдеш летно време да поволонтираш од еден компјутер и ќе научиш за еден ден, 2, 3 недела дена максимум барем да преинсталираш компјутер за диагностика. Стварно? Да. Ми давате 3 до 7 дена за да... Толку, макс. Дали имате волонтери често? Дали доаѓаат деца кои сакаат да научат? Па, волонтери имаме доста често. Еве моментот и си волонтер. Имаме подпишано договор со локално техничко училиште од Кирос Панџов Брка од Кавадарци, кои што нели секојдневно доаѓаат од 5 до 10 ученика и тие помагаат. Волонтери ни се нормално и дечкото што стои позади таму, тоа е Живко Коцев, Драган Ризов, Гордана и Џоке, тие се стални волонтери, они доаѓаат више 4 или 5 години, не Петар. Волонтер ни беше нели и бившиот претседател Стео Пендарески, кој што ни помогна за некои донации да ги донесеме тука. Ние за волонтери си ги рачунаме секој што нели се вклучил на некој начин, значи така да и тој што ни дава средства за гориво и тој е на некој начин волонтер во Донер компјутер. Секој што некогаш дошол да товари заедно со нас, значи кога земеме донации од Скопје, од било каде од државата, исто е наш волонтер. Така да Донер компјутер е една голема збирштина на луѓе со една иста идеја и сите тие се волонтери.